Добар ден, почитувани млади луѓе и останатиот дел од популацијата. Вие следите 29-та, односно предпоследната емисија од првата сезона на серијалот Моја сторија. Серијал кој што се бави со проблемите, прашањата и предизвиците на младите луѓе. Минатиот пат тема на разговорот беше Зелената европска агенда, односно Европската зелена агенда, така што можеме да видиме кои беа поентите во врска со незината стратегија и тоа како се имплементира. Да погледнеме. Таа зелена агенда треба да им даде да биде алатката, механизмот и парите кои ќе се вложат во овие земји за да ги стигнеме европските земји во овие стандарди и да станеме, како што го велат тоа, климатски неутрални до 2050 година. Една кампања за лобирање и застапување за заштита на водните ресурси, одржливо управување со нив, меѓутоа и за ефикасен инспекцијски надзор врз сите ресурси кои што ги има, минерални суровини, шуми, почва и така натаму. Квалитетот на живот, односно загадувањето и живењето во ваква една средина во која што никој не се грижи за заедничкото добро, за природата, влие во сите сегменти, значи на луѓето. За навистина да го трансформираме системот и да изградиме поправедно општество, поправедна иднина, ние мора да разбереме дека климатската криза е резултат на повеќето слојни кризи што не се случуваат моментално, како што се капитализмот, сексизмот, расизмот, неоколониализмот, патриархатот и слично. Така, европски интегративни процеси, поем кој младите најчесто го слушаат преку медиумите. Колку навистина знаат младите за Европската Унија? Ги препознаваат ли европските вредности? Дали се свесни за улогата кои тие имаат во демократските процеси? Тоа се дел од прашањата на кои што ќе пробаме да добиеме одговор денеска. За многу млади, членството во Европската Унија значи само еден чекор полесно да се излезе од нашата земја. Но бенефитот е многу поголем од тоа. Значи зборуваме за добро образование, чиста и здрава околина, енергетска ефикасност, слобода на изразување, слобода на движење, развој на критично мислење, достоинствена професија и така натаму, и така натаму, и така натаму. Наместо да размислуваме како да заминеме, подобро е да направиме една патека и да целиме кон тоа да ја направиме нашата земја подобро место за живење. Затоа, денеска во нашето студио ги имаме следните гости. Бленди Ходај, активист, здраво, здраво. Лука Павикевик, председател на Сојузот на средношколци, здраво, здраво. Неговата екселенција Дейвид Гир, европски амбасадор на Република Македонија, добар ден, hello. Ева Цветковска, председателка на Универзитетското студентско собрание при УКИМ, добар ден. И Александар Каратошо, млад европски амбасадор и председател на Асоциацијата за младинско заекнување. Здраво, здраво на сите. Се надам дека сте спремни за дебата. Јас би го почнал ова со едно општо прашање за сите. Умеат ли младите да ги препознаат европските вредности кај нас? Знаат ли што се европски вредности? Господин Егир. Well, thank you very much. I'm really happy. Вистина сум многу среќен што им се придружим на група на луѓе со кои што значи регуларно се среќава нашите европски вредности. Европската унија се заснива на една серија на европски вредности. Тоа е достоинството, демократските принципи, човечките ресурси, квалитетот за кој што веќе зборуваме, значи и исто така почит за различностите, тие се вредностите кои што значи моето искуство, меѓутоа искуството од сите други луѓе, затоа што патувам низ целата земја, се среќавам со млади, ги слушам тие вредности и другите, the others. Конкретно, дали мислите дека младите кај нас ги препознаваат европските вредности? Вистински ги препознаваат, не само да запалат патики? Мислам дека на еден начин ние забораваме кои се европски вредности, што секојдневно живееме во нив, барем во поголемиот дел од нив,
И дури човек кога ќе патува во некој друг континент, на некоја друга, кога ќе запозна некоја друга култура, тога сваќа колку различно е тука во Европа, колку слобода имаме, колку е подруг односот, колку сме еднакви како родови, како различни групи на граѓани, како етникуми. Може да се види огромна разлика при моето патување. Видов многу различни случаеви, на еден начин се заборава тоа затоа што живееме секојдневно. Но сметам дека европските вредности се клучни за напредокот на општеството. Може да видиме дека европските земји се едни од најразвиените. И сметам дека младината сепак ги препознава во голем дел кои се тие и ги поддржува. Таман, сега мислам дека ова е добар вовед да погледнеме едно воведно видео за точно за што станува збор. Да видиме. Учество на младите во демократските процеси и негување на европските вредности. Колку ние младите ги идентификуваме и препознаваме европските вредности. Како се имплементираат и зошто се потребни. Младинската стратегија на Европската Унија за период 2019-2027 година се базира на неколку инструменти, како што се активности за заедничко учење, планери на идни национални активности, диалог за млади на Европската Унија, платформа за стратегија на младите и креирање политики базирани на докази. Неопходно е младите, како значаен дел од општеството, да се вклучат во заедничка имплементација низ секторите, како еднакви чинители во општеството, да учествуваат во демократскиот живот и да го збогатат нивото на знаење и свесност за европските прашања што имаат влијание врз животот на европските граѓани. Програмата настојува да ги промовира еднаквите можности, вклученоста, разновидноста на учесниците и правичниот пристап на потенцијалните корисници низ сите нејзини акции. Од овие действија не е исклучена и зелената агенда како практика во еколошките активности. На Европа што поскоро и треба инвестирање во дигитални вештини и во полињата кои гледаат кон иднината. Стратегијата за млади на Европската Унија се фокусира на 3 основни области на дејствување, околу 3 клучни зборови: вклучи се, поврзи се, зајакни, работејќи на заедничка имплементација низ секторите. За време на процесот на диалог 2017-2018 година, во кој беа вклучени млади луѓе од цела Европа, беа развиени 11 европски младенски цели. Овие цели ги идентификуваат меѓусекторските области што влијаат врз животот на младите и укажуваат на предизвици. Младинската стратегија на Европската Унија треба да придонесе за остварување на оваа визија за младите луѓе. Поврзување на младите со ЕУ политиките низ младински размени и програми, родова еднаквост, квалитетно образование и вработување за секој млад човек, инклузија на младите во општеството, простор и учество за секој граѓанин, унапредување на состојбата на младите во руралните средини, ментално здравје и благосостојба се само неколку од европските цели за млади кои постојат за да го информираат, поттикнат и охрабрат младиот поединец да заземе учество во општественото дејствување. Во центарот на ЕУ вредностите е човекот со неговото човечко достоинство, слободата на живење, демократското човеково право, еднаквоста и солидарноста на сите граѓани, владење на правото и заштита на човековите права. Наши млади, инвестирајте во својата иднина. Активно вклучувајќи се во општествените политики и вложувајте во своето знаење и вештини. Секој активизам е чекор понапред кон европска иднина и подобра перспектива за младите. Господин Егир, што предвидува младинската стратегија на Европската Унија од периодот 2019-2027? Кои се основите на оваа стратегија?
Јас мислам дека самото видео многу добро ја покриваше самата идеја на ангажирање, на поврзување и засилување за економија на самите млади. Токму за тоа и се работи во оваа стратегија, тоа е целта за да се креира, да се стварат активни граѓани и тоа всушност функционира различни начини со креација на еден форум каде што младите можат да се вклучат, да разменат идеи, да се запознаваат, да работат заедно на заеднички цели. Се разбира дека тоа се прави преку Erasmus Plus програмата, мобилноста, која што ги зближува широм Европската унија, всушност и Западниот Балкан. Всушност тоа се прави со промоција на самата солидарност, вклучувајќи европската солидарност, која што е начин да им се помогне на луѓето да работат, да се вклучат во самото општество. Со сите овие различни елементи кои што се дел од оваа стратегија, идејата е навистина да им се помогне на младите луѓе да дојдат, да се зближат и да бидат активни граѓани за самата идеја на земјата. Може да ги одвоиме? Има една цела серија на приоритети. Мислам дека самото видео веќе се осврна на некои од нив. Тоа е исто така достоинствена работа, зелената агенда, родова еднаквост. Мислам дека има некаде 11 такви приоритети кои што се покринат од стратегијата за млади. Мислам дека сите тие се фокусираат на едни многу важни прашања кои што ги адресираме денеска, активни граѓани кои што се ангажираат во тие прашања. Колку е важно директното учество на младите во демократските процеси? Мислам дека е исклучително важно и особено е тоа важно за нашата евроинтеграција, затоа што мора и младите да бидат дел од таа и секако они ќе продолжат да ги водат тие процеси, тие се идните генерации кои ќе ја водат државата, кои ќе бидат следните кадри. Така да младите се многу важни и за државата, но и да бидат вклучени во цел тој процес, затоа и граѓанскиот сектор работи на тоа активно да ги вклучи. Така. Волонтеризмот, солидарноста се исто така едни од приоритетите. Македонија каде се наоѓа на ова поле? Како што кажа амбасадорот, за жал целта на Европската унија да направи активни граѓани, но кога ќе ги видиме анкетите се даваат многу лоши резултати. Пример, последната анкета е во 2019 година, направена од Вестминстер фондацијата за демократија и МОВ. Мислам дека нема ни понова анкета со нови бројки, ама мислам ситуацијата е иста. Таму се вели дека 90% од младите воопшто не биле вклучени во никоја граѓанска организација, ниту во било каква иницијатива или проект. Значи не знаат за граѓански организации, не знаат за проекти, не биле вклучени, значи не волонтирале воопшто. Додека пак интересното е што само 3% од нив се задоволни од нивната позиција во општеството. Значи малце контрадикторно, нели, не се задоволни, ама не прават ништо за да го подобрат тоа. И сметам дека тука граѓанскиот сектор и Европската унија многу вложува и енергија и труд и средства во тоа, е да ги активира младите луѓе. Но од друга страна и државата има своја улога, затоа што државата, институциите се тие што треба да ги вклучат младите, затоа што во истата анкета 85% од нив кажале дека никогаш централната или локалната власт не ги прашала за било какво прашање. Значи вината е на двете страни, младите треба повеќе да се ангажираат и институциите треба повеќе можности да им дадат да се вклучат. Да ги охрабрат и да ги упатат дека тоа треба да се вклучи. Тоа мислам дека можеби и е порака и до возрастните и родителите кои што треба да ги стимулираат младите да волонтираат, а не да ги враќаат, нели, под изговор дека тоа е за џабе работа и дека тоа нема никаква смисла. За што мислам дека е голем случај кај нас. Лука, ти како председател на Сојузот на средношколци, можеш ли ми кажеш кои се приоритетите на Сојузот на средношколци на Македонија? Како Сојуз на средношколци Бленди е тука до мене, основачот на Сојузот и неговиот прв председател. Веќе некое време работиме на создавање на нашата прва политичка платформа, што ја објавивме неодамна, чинам во 2020 година, каде што јасно кажуваме кои реформи сакаме да ги видиме во нашиот образовен систем. Така што ако веќе треба да заклучам во една реченица, би рекол дека главната цел на Сојузот на средношколци не е да спроведува некакви активности или кампањи или да им наоѓа на средношколците работа, туку ние како центар работиме на создавање на политики кои ќе бидат секако поддржани од средношколците, кои произлегуваат од самите средношколци, и истите тие политики да бидат имплементирани на национално ниво. Односно, како такви, средношколците директно да влијаат на создавањето на образовниот систем во нашата држава. Меѓутоа, тука и би додал дека
Кога веќе зборуваме за образование, сакаме образование што е спремно за 21. век, односно што ќе даде доволни дигитални вештини на учениците. Сакаме образование кое е спремно и кое ги подготвува учениците да се справуваат со глобалните предизвици, што ги имаме како никогаш досега, било тоа климатската криза, било тоа сексуалното образование, било тоа теории на заговор и дезинформации, но исто така и сакаме образование што создава активни граѓани. Тука се клучни веќе 3 елементи. Самиот активизам на младите, пред се на ниво на училиште, било тоа иницијатива, било тоа ученичка заедница, граѓанското образование како посебен предмет кој ќе ги учи што значи политички систем на една држава, што значи либерална демократија, како да се вклучат во неа, и секако третата е помош на заедницата, односно програма каде што младите ќе мора да спроведуваат одреден број волонтерски часови, што ќе бидат од општа корист. Кога е формиран Сојузот? 2017 година. Бленди, успеавте во твојот мандат да направите некаква промена во однос на тоа што сега ги кажа Лука точките? Секако дека да, заради тоа што сега Лука го има и патот полесно да постигне многу промени во образовниот систем и во однос на позицијата што ние го имаме како млади, како средношколци и како студенти, заради тоа што ние кога за прв пат го основивме Сојузот во 2017, го кршивме мразот или break the ice, заради тоа што луѓето не беа учени да ги гледат младите многу гласни во телевизија, во институциите, да барат за нивните барања да бидат прифатени и нивниот глас да бидат слушнат. Секако дека првите години до 2019 беше многу тешко да ги учиме и политичарите дека ние постоиме и треба да ги слушнете нашите потреби пред да донесувате одлуки, заради тоа што на прашањето на Александар многу е важно кога се донесуваат одлуки кон стандардот на младите и кон нешто што е поврзано со младите, многу е важно младите да бидат прашани и тие да бидат еднакви партнери во донесувањето на одлуки, затоа што ќе биде парадоксално некој што седе во канцеларија 8 часа да донесе одлука за некој например за Лука што е 8 часа во училишна клупа и знае што се нивните потреби. Така што најголемите две промени што би сакал да ги истекнам додека јас сум бил претседател на Сојузот на средношколци е прво дека за прв пат од кога постои независна Македонија, младите, односно средношколците се сите заедно без разлика од нивната етничка или религиска припадност, тие сите се заедно во еден сојуз. И второ е дека сега, како кажав, институциите го слушнат повеќе Сојузот на средношколците и го слушат гласот на средношколците кога се збори за за нивните интереси и исто така за нивните потреби. Сите млади, односно младите луѓе треба да имаат квалитетно образование. Ме интересира за сите ова прашање. Колку образованието влијае на тоа да младите можат да го променат живењето во Македонија на подобро, да имплементираат повеќе европски приоритети и закони за сите ова? Кој сака повелива? Па ја затоа што до сега не ме праша ништо, па ја само да се пријавам за збор. Случајно да не останеш покусот. Нормално дека огромна работа, односно огромно влијание врши влијанието, квалитетот на генерално дали е високото, дали е основно или средно образование во развојот на самата индивидуа и како ние како колектив, односно млади ќе го движиме општеството напред, дали е во поглед на имплементирање на европските вредности, дали е генерално движење од економски аспект на државата напред и во други аспекти. Така што нормално дека квалитетот на образованието игра огромна улога, но покрај тоа има и многу други работи, односно се надоврзувам на сите претходни што кажа, дека директното вклучување на младите во некои битните одлуки
е она која што ги прави младите да имаат мотив за воопшто да научат нешто, затоа што моментално ние треба да го ревидираме пример наставниот материјал и кадарот и нели евалуација на секој аспект на образованието, но сепак тоа што ни е потребно е мотив. Значи некој да не слушне, некој да ги слушне барањата на младите, да им одговори да има конструктивен диалог, да бидеме викнати на емисии како ова или на некои други дебати и диалози и да не бидеме поистоветени со политичка партија, туку баш со независни млади кои што нели се трудат да направат нешто. Би сакала само бидејќи сакав и за првото да се пријавам за збор. Слободно, земи си време, не се брзи. Да? Ти си брзо? единствена дама си тука, така да слободно take your time. Океј, да. Дали младите ги препознаваат европските вредности, беше прашањето. Нормално дека ги препознаваат затоа што ние ги викаме тие европски, но како цивилизацијски придобивки се глобални вредности и на нас ние ги доживуваме како нешто што не припаѓа по основ на тоа што сме луѓе. Јас сум човек, па затоа имам право и на човековото достоинство да ми биде испочитувано и човековите права и слободи и достоинство и така накаде. Но не сум сигурна дали е баш правилното прашање дали ги препознаваме, туку колку се тие имплементирани, колку ни е на нас процедурално овозможено да ги изреализираме во пракса. Така што мислам дека повеќе натака треба да се насочуваме во нашиот пат нанапред. Лука крена рака? Да. На Zoom, повели? Околу квалитетното образование и како е тоа поврзано со препознавањето на европските вредности, тука сакам и на Ева да ја реплицирам. Образованието не е важно само од тој технички аспект на добивање на квалификација или на добивање на информации и вештини. Ако зборуваме, и јас така сметам, дека македонската младина е европска младина и дека ние сме европејци тука, меѓутоа поради препознавањето на европските вредности, кои се појавуваат можеби не од некоја голема филозофска позадина, дека сепак личноста е таа што има вредности колектив. Историскиот развој на Европа ја донесува до таа точка, преку Магна Карта, преку Француската револуција, преку многу примери, историскиот развој на Европа ја донесува до таа точка да ги развие овие вредности на либерална демократија, на признавање на човекови права, на добро владение, на еднакви можности и на еднаквост пред законот, со што, како таков, историскиот развиток, без разлика зошто или зошто не се случил, најмногу влијае на Европа и на овој простор. Меѓутоа, ние можеме да кажеме дека инхерентно имаме почит кон човековите права или дека инхерентно препознаваме и сакаме да живееме во демократско општество, меѓутоа гледаме и според многу анкети дека понекогаш е и поважна самата ефективност на системот, дали тој им помага на граѓаните, дали ја справи својата работа, отколку дали ќе го има тој систем на кочници во уставот и дали ќе ги препознае човековите права на сите без разлика. Затоа е многу важно образованието, бидејќи секогаш велам образованието човек знае колку не знае и сушто знае дека без разлика колку дипломи да има или колку трудови да објавил или објавила, сепак има големи области што не се знати, што човекот никогаш не ќе може да ги одговори и токму поради тоа знае дека има различни перспективи од неговата или незината, што исто се подеднакво важни и треба да бидат признаени. Тука веќе лежи замката на препознавање на европските вредности, но и нивно применување како такви, односно почита за туѓото мислење. Бленди? Јас би додал нешто дека сите знаеме дека кога збориме за образованието, какво образование имаш, таква иднина ќе имаме. И од тоа што сакам да збориме дека доколку збориме и за образованието дека не е во ниво што ние како младите го сакаме, тие го покажат, ова го покажат многу анкети. Последната анкета на ISEC Macedonија, например, покажа дека 44% на младите не се задоволни со образовниот систем во нашата држава. Исто така покажа дека дискутирана тема кога одат по кафич и кога се излезат со другари е дека да зборат како да излезат од државата, да студират негде надвор за да стигнат да имат повеќе компетенции кога ќе завршат во некоја друга држава, не во Македонија. И во однос на европските вредности и образованието, ако ги поврзуваш, многу е важно да знаеш дека ако сакаш да како кажав, да имаш една иднина кој ќе ги знае европските вредности, а мислам дека голем дел од младите во нашата држава веќе ги знаат вредностите, европските вредности, но сепак образовниот систем не ги препознава многу, заради тоа што ние уште имаме книги
учебници во средното образование што постои говорна омна за кон етничките заедници што живеат тука, кон ромите, кон албанците и кон другите. Ние имаме еден образовен систем каде што например уште имаме учебници што беа за прв пат печатени од 2001. Имаме учебници, да кажам, што немаат афат веќе, затоа што има нови податоци во време што сегде може да најдеш во интернет и во социјалните мрежи. И самото образовниот систем не му одговара на потребите што ние ги имаме како млади. И например, јас што сакам да потенцирам индивидуално, јас помногу, заради тоа што во други конференции ме праша луѓево зошто знаеш многу за застапување, како да комуницира со медиумите и со институциите. Мојот одговор беше дека само 10% учив од образованието како да ги направам овие работи, повеќе учив од Erasmus плюс можностите, од мојата истражување што сакав да го направам, така што додека ние учиме повеќе од други неформални образование, тоа покаже дека нашиот образовен систем не е во ниво што ќе ни помогне во иднина. Да, добро. Нели, образовниот систем на државата секогаш е поспор отколку неформалното образование заради еден куп работи, но сега окей беше ова за европските вредности. Ме интересира што мислите, дали младите кај нас се осеќаат како европејци? Тоа не е за вас прашање, за вас знам дека се осеќате како европејци. Дали вие се осеќате како европејци тука? Може да сите ве прашувам, слободно. Јас индивидуално да зборувам. Тука имаме сигурно еден европеец, значи тоа е со сигурност точно. Повели јас во многу други настани кажам дека јас не се чувствувам европјанец, туку сум европјанец. И жал ми е што дел од Европската унија не се чувствува европјанец. Што е многу важно и да се знае од сите и од младите дека Европската унија не е унија доколку цела Европа не е внатре. И нема разлика дали ние сме дел од Европската унија или не, ние сме европјанци и ова треба да секој млад да го знае. Ме интересира исто за средношколците. Дали имаш осет средношколците кај нас? Јас сум студент. Кај студентите. Али добро. Значи, кај студентите ме интересира, нели, во тој образовен процес кај нас тие години се осеќаат ли повеќето луѓе како европски, како европјани, како членови на Европска унија или тоа е чувство кое што го немаат? Ама за да ти го одговорам ова прашање, прво мора да дефинираме што значи тоа европјанин, европеец. Мислам, многу е релативен терминот, дали ќе го врзаме за тоа што европскиот идентитет е некој кој што живее на европскиот континент, ако е така, тогаш да, бидејќи ние де факто нели живееме на европскиот континент, или пак го врзиваме европскиот идентитет со нешто што е тој систем на вредности кој што Европската унија од западот го дава. За тоа што за насоката која што треба нели да се оди, да се патува, пошто ние сме на европски, ама и не сме. Па како што кажав, ние ги прифаќаме тие стереотипични европски вредности, ако така ги кажуваме, и се движиме кон нив, но потребна ни е институционална поддршка за нивно реализирање. Сега дали се чувствуваме како европејци или како балканци, веројатно би рекла некоја комбинација од двете. Имам јас одговор за тоа. Направивме еден прилог од млади европски амбасадори кои што ги прашавме истото прашање, да видиме што ни одговорија тие. Кога се работи за европејското чувствување, не се чувствување како европеец, можеме да кажеме дека тоа е мајндсет, тоа е начин на размислување и да, може младите во Македонија апсолутно да се чувствуваат како европејци. Знам многу мои пријатели и врсници што тоа не само што се чувствуваат, така го гледаат, бидејќи Европска унија има создаден интересен склоп на вредности кои се пресликуваат кај младите. Многу често и ми се допаѓа тоа, барем кај нас вака што гледам, е дека тоа чувство на европеизација расте. Меѓутоа, самата држава и Европската унија треба да се бори
и да му овозможи на младите луѓе да се чувствуваат европејци и да ги шируваат овие вредности. Јасно ни е дека нашиот македонски образовен систем покажува слаби резултати и преку тоа што сме поминале низ него и сме виделе како функционира, но и преку меѓународните тестирања од основното до високото образование. И затоа сега е на нас да го промениме тоа и да воведеме нови предмети, како медиумската писменост, како дигиталната писменост, финансиска писменост, но и меки вештини и неформалното образование. Со тоа ние ќе ги спремиме нашите генерации за идните времења, за идните предизвици, со што ќе можат да се прилагодат на пазарот и во Европа, но и во нашата земја. Еден плюс што нели самата ЕУ ја носи е Erasmus Plus програмата, која му возможува токму на младите да се осамостојат сами по себе. Му возможува да запознаат нови луѓе, нови култури, а пред се да се развиваат себе си. Па кога ќе дојдат тие од самото искуство, од проектот или било што тука во нашата земја, тие сосема тоа ќе биде чекор понапред од осамостојувањето од младите тука. Исто така, често поставување дали тие можат да се осамостојат сами, дали се уште во нашата држава. Младите тука во нашата земја би рекла дека е многу потешко да се осамостојат од младите во ЕУ. Зошто? Поради тоа што се уште младите живеат со своите родители. Можам тука да кажам дека еден од поглавните проблеми е тоа што генерациите толку брзо се менуваат, но сепак родителите се уште се толку исплашени и се уште се затворени да им овозможат на своите деца да ги пуштат да искористат некоја чанса. Кога говориме за дискриминацијата, еден од најголемите предизвици со кои што се соочуваат младите, тоа да бидат препознаени како релевантни и еднакви чинители во процесите на донесување на одлуки на локално, национално и регионално ниво. Несумнено дека постои одреден напредок, посебно мислам дека во последните години воочивме дека креирање на политики за млади луѓе без вклучување на младите луѓе нема да функционира, но си уште има можност за развој. Нажалост, сметам дека си уште годините се сметаат за еден од најрелевантните, ако не и најрелевантен фактор, за тоа колку човекот има искуство од тука и колку може да го даде својот личен и професионален придонес во ваквите процеси. Она што е суштинско е младите да препознаат дека нивниот глас може да биде чуен, бидејќи колку повеќе препознаваат дека нивниот глас е чуен, толку повеќе промената е возможна. Најголем дел од луѓето во Македонија според мене немаат да во институциите. Зошто е тоа така? Според мене тоа е така бидејќи најголем дел од институциите се вработени со луѓе по припадност, а не со луѓе со компетенции. И сметам дека ние младите треба да се залагаме тоа да го смениме, за и ние самите да кренеме да вербата на едно повисоко ниво. Секојдневно се соочуваме со проблеми кои што се поврзани со нашата животна околина. Го дишеме најзагадениот воздух во Европа. Се соочуваме со енергетска неефикасност, но и недостиг на паркови. Но и климатските промени направија овие проблеми да бидат уште поголеми. Сепак, постојат промени кои што сите ние можеме да ги направиме во нашето секојдневие, а кои што ќе допринесат до намалување на овие проблеми. Возењето на велосипеди наместо автомобили или користењето на јавен превоз. Да употребуваме алтернативна електрична енергија и да засадиме зеленила. Сето ова ќе допринесе до поздрава и чиста животна околина. Лука, на сред видео нешто ти текна и крена рака. Повели. Две работи всушност. Ако гледаме за националните и супранационалните идентитети, чисто како концепт како се појавувале историски, Европската унија, Европа секако дека постоела пред да се појави Европската унија. Меѓутоа, од аспект на идентитетот, во средниот век во главно идентитетот предоминира врз основа на религијата, дали некој бил христијанин или муслиман. Наведено тоа имаме се уште остатоци на Балканот, зашто постојат посебни етнички групи само врз основа на верска припадност. Подоцна веќе 18-19 век се јавува некаква идеја за нација и за национализам, па се појавуваат нациите како некаква клетка. Меѓутоа, со појавувањето на Европската унија и со идејата за обединување на европските народи под едно знаме, мислам дека без Европската унија тоа што ние моментално го гледаме како европски идентитет не би постоело. Односно, самиот идентитет европјанин, европјанка, европски, постои како директен резултат на
Европската Унија и на некој начин тоа е враќање од епизодата со национализмот во 18-19 век кон некој поширок или односно супранационален идентитет. Меѓутоа, кратко да го одговорам прашањето дали јас лично се чувствам како европеец или дали средношколците се чувствуваат така, еве ќе анализирам една од најосновните потреби на човекот, а тоа е храната. Еве сакам јас моментално да седнам да јадам фалафел и јас не знам како да го јадам тоа. Или сакам да земам да јадам суши и едноставно не знам како да се справам со стапчињата. Бидејќи тоа никој не ме научил од мала возраст. Меѓутоа сакам сега да јадам еве бечка шницла, некој австријски специјалитет, зимам вилдушката, зимам ножот и со леснотија го јадам тоа јадење. И токму врз основа на тоа, врз основа на културните норми, врз начинот на однесување врз манирите, сметам дека балканските земи и Македонија како таква припаѓаат на Европската Унија и на Европа. Фала ти на одговорот, ми се пријади мене сега. Не фалафел, суши да ти кажем право. Врзано со ова ме интересираше колку невладините организации придонесуваат во интегративниот процес. Тие се клучен дел од развојот на општество за да се донесат правилни реформи кои секако и ќе доближат Македонија кон Европската Унија. Кога ќе започнеме преговори со ние после тоа треба да отвориме поглавја, во тие поглавја треба да има вклученост на институциите, секако тука граѓанскиот сектор и организациите ќе придонесат за побрзо да се напредне и побрзо се затворат тие поглавја, односно побрзо да се исполнат тие услови кои Европската Унија ќе ни ги зададе. И токму тука е клучно од напредокот на национално ниво, а од друга страна е клучен за младите затоа што им дава можности да патуваат надвор, да запознаат други култури, други врсници, да разменат мислења со нив, да видат како е да се живее негде во странство, затоа што секако преку граѓанскиот сектор постојат многу можности и за краткорочно и за долгорочно патување. Може да се посетат многу земји, може да се научат многу работи, многу вештини, затоа што спектарот на предавања во граѓанскиот сектор е огромен. Мислам од уметности до вештини за работа што би користеле, за волонтерство, значи огромен спектар на вештини што се бесплатно буквално на младите дадени. Колку време постои асоциацијата? За младско закнување, да, на Youth Empowerment Association така е попозната. Веќе постои 3,5 години, ја основавме во март 2018 година и како еден главен приоритет е активното граѓанство, односно се потикне тоа активно граѓанство кај младите. Исто така се потикнува и предприемачкиот иновативниот начин на размислување, затоа што сметаме дека така ќе се намали невработеноста во државата, кој е сериозен проблем и на еден начин младите да останат тука. Исто така работиме на негување на културното наследство. Така, таман сега за приоритетите ме подсети. Господин Егир, младите имаат право на здрава, чиста животна средина. Значи, во моментов кај нас се соочуваат со дишење на нечист воздух, на глобално ниво климатски промени, енергетска неефикасност, фекали и така натаму и така натаму. Ме интересира дали зелената агенда е еден од приоритетите на ЕУ? И јас навистина мислам дека ова е многу интересна дискусија кога седам тука заедно со вас и ве слушам со вас, кога ве слушам вас сите. Навистина е многу инспиративно. И пред да ви одговорам на вашето прашање, би сакал да се вклучам и за другите прашања кои што ги поставивте, затоа што вие зборувавте дали се чувствувате како европјани. Јас сватив дека откако сум земјата, јас кога се среќам со луѓе, никогаш не ми текна, ниту сум помислил дека јас не зборувам со европјани. Затоа што јас разговарам со луѓе и всушност ова се навраќам на мотото на Европската Унија, значи обединети во различности, обединети околу една серија на вредности за кои што зборуваме и серија на цели за искористување на ресурси за да работите заедно. Меѓутоа исто така да се има различности на јазици, етникуми, култури, исто така фалафел што спомнавте и суши. Всушност дебатата која што ја имате, значи всушност не може да направам разлика од дискусија, дали дискусија тука дебата, Берлин, Лисабон или некаде другде. Мислам дека исто така за зелениот договор, исто така предизвиците кои што се соочуваме заради климатските промени и мислам дека всушност е најголемиот предизвик со кој што се соочуваме. Мислам
дека најверојатно вие ќе се соочувате заради тоа што ние претходните генерации сме довели до ова и апсолутно вие младите треба да се ангажирате за ова, како што знаете Европската унија веќе има предложено неколку предложи до 2050 година, значи исто така сакаме нулта емисија на јаглерод диоксид, исто така и вклучување на бизнисите, на младите луѓе. Навистина мислам дека е многу добро дебатата која што имавте минатата недела, меѓутоа мислам дека сите ние треба да работиме заедно се со цел да го постигнеме. Тоа има многу идеи. Европската унија, значи на многу начини е предводник во меѓутоа мора да одиме понатаму. Пред една недела, ако не се лажам. Сега ме интересира, metaphorically speaking, ќе успее ли Македонија да го фати возот и до кај бркајќи го? Мојата поента е што вие веќе сте на тој воз. Да, тој воз пристигна минатата недела, меѓутоа вие сте на тој воз затоа што вие сте ангажирани во сите тие реформи, во приближување на вашата земја до Европската унија, приближување до самите земји членки. Навистина дека треба да се направат многу големи чекори кои што се пред вас, меѓутоа јас силно верувам дека билатералните прашања ќе бидат надминати, што значи да може формалниот почеток на преговори да започне. Меѓутоа тоа што е важно дека реформите продолжува. Вие сте на европскиот воз, меѓутоа треба да се осигураме дека ќе има истинската брзина тој воз. Универзитетско студентско образование при УКИМ. Од кога постои? Постои 2 години. Релативно млада организација. Пред да постоиме ние како Универзитетско студентско собрание, формацијата беше студентски парламенти, која што беше нелегитимна за разлика од нас, која што со промената на Законот за високо образование инсистиравме да се воведат механизми за легитимно избирање на представниците на студентите. Така што... Да, сега се пробам се сетам со сите тие приказни што се случува и случки со Универзитетскиот парламент. Кажи ми, која е мисијата на ова собрание? Нашата мисија е застапување на интересите и правата на студентите и насочување на политиките кои што ги засегаат студентите, дали во однос на институции кои што се надлежни или пред универзитетот, се со цел да ги позиционираме студентите на едно подобро ниво, односно подобрување на квалитетот на високото образование, подобрување на студентскиот стандард и афирмирање на позицијата студент во нашето општество. Така, кажи ми, младите, обично членството во ЕУ го подразбираат како можност да мигрираат во некоја од метрополите и да, нели, да се условно кажано се спасат. Како да ги задржиме овде? Па преку создавање на истата клима која што оние бараат надвор и во земјите од Европа да ја создадеме ние тука. Доколку институциите имаат слух за нашите барања и се што бараме буквално е тоа кое што тие го бараат надвор. Така што соработка со младите тука и создавање на таа клима во нашата држава би ги задржила младите тука, односно подобрување на квалитетот на образованието, подобрување на работните услови, подобрување на генерално целата ситуација во државава. Некој сакаш да се доврзе тука? Само нешто да додам во ова што веќе Ева го спомне. Еден од грешките што политичарите тука во нашата држава го направат е дека одат во дебати, во емисии и го промовират кон јавноста и кон граѓаните дека во моментот што ние ќе влеземе во Европската унија, ние ќе се трансформираме како Париз. Скопје ќе биде Париз, све ќе биде уред, нема да имаме, ќе имаме Париз подобар. не е се уред. Сепак дека да, но сепак тоа е што политичарите сакаат да го покажат во јавноста и е многу грешно, затоа што иако ние ќе влеземе во Европската унија, треба да знаеме дека Европската унија и амбасадорот ГИР нема да дојде тука или во влада и да му покаже дека вие треба да ги направите овие реформи или дека треба да ги правите овие работи.
ние самите ќе треба да ги промениме работите тука и е многу важно да го сваќаме ова што порано за да почнеме да имаме поквалитетно образование, да имаме поквалитетно здравство, да имаме и други услови што ние ги бараме како млади. Лука повели? Самиот тој процес ќе биде тежок, не од аспект на промена на еден 30 годишен систем, туку од промена на самите личности, бидејќи мислам дека е крајно време дека на некој да сватиме дека и ние на некој начин сме самиот тој систем. Дека не е паднат од небо, дека ние секој ден учествуваме во него и дека можеби ние како индивидуи имаме дел од одговорноста зашто е доведен до ова рамниште. Дали е тоа кога ќе преминеме улица на црвено, кога нема да преминеме на пешачки премин, кога нема да го фрлиме ѓубрето кое што му е место, кога од пушокот од цигарата ќе го фрлиме на улица, кога ќе паркираме погрешно или нема да платиме за автобуски билет. На сите тие начини ние го рушиме системот, односно придонесуваме во тоа од кое што се жалиме. Затоа кога ќе почнат индивидуите сами себе да се променуваат во тој процес, дополнително додава на тешкотијата од личен аспект, без разлика на политичкиот или општествениот аспект. Меѓутоа, тука уште една многу важна точка како да се задржат самите млади, ако гледаме малку оптимистично, луѓето сакаат да создаваат нешто. Не е важно што е тоа, сакаат едноставно да почувствуваат дека они создале нешто, дека придонеле на светот, дека имаат нешто што ќе ги наџивее нив. И затоа, ако младиот човек не учествува во системот, дали е тоа образовен или политички, навистина не е важно. Ако не учествува, ако се чувствува дека неговиот глас не е слушнат, тој не може ни да развие чувства за самиот систем. Или да го засака, или да го почитува, или да се обидува да го смени. Меѓутоа, ако младите самите почнуваат се повеќе и повеќе да се активираат во промена на тој систем и ние како општество навистина ги слушнеме младите во самото тоа, на некој начин ќе се создаде чувство на приврзаност со државата пред се и на тој начин ќе успееме да ги содржиме. Слично вако прашање ги прашавме и младите на улица, направивме анкета за тоа дали знаат и дали се упатени во европските вредности. Одговорите ќе ги чуеме сега. Европскиот воз пристигна и во Скопје. Од Лисабон до Париз во 26 земји, а сега и кај нас. Едно метафоричко прашање, ќе го фатиме ли возот? Извинете, дали ќе може нешто да ве прашам? Дали мислите дека ќе го стигнеме возот за во Европска унија? Па, има уште време, ама има надеж. Мислам дека доколку се потрудиме, ние сме на добар чекор, на добар пат да станеме дел од европското право во суштина. Меѓутоа, мислам дека малку повеќе треба да се потрудиме од тоа што веќе се трудиме. Мислам дека да, со малку повеќе напори и труд. Не мислам така. Дали мислите дека младите помагаат во интеграциите за Европската унија? Секако, бидејќи младите се клучен дел од општество и тие се иднината и мислам дека младите прават најмногу промени вака, барем новите генерации, затоа мислам дека тие се двигателна сила на ова движење. Па сметам дека учествуваат, но меѓутоа сметам дека има прилично мал број на луѓе што учествуваат. Во последниве години доста е зголемен, меѓутоа мислам дека не е доволен бројот што учествуваат, а мислам дека може многу да придонесат реално. Сметам дека да, но не доволно. Уште малку треба да се потрудиме за да бидеме навистина задоволително ниво за приближување кон Европската унија. Сметам дека придонесуваат, но сепак треба да се работи на тоа, во однос да се зголеми, да се подобри соработката. Знаете ли кои се европските вредности и перспективи? Па во однос на владење на правото, демократија, солидарност, еднаквост, сметам дека за нас е многу значајно и оноа забрана за дискриминација и нели еднаквоста, бидејќи кај нас сепак не е на толку високо ниво тоа право кое што се почитува и сметам дека тие вредности кај нас многу би придонеле, само мислам ги има, веќе постојат, меѓутоа во нели Европската унија и европското право се многу по-застапени и сметам дека кај нас би биле баш одлични ако повеќе малку се практикуваат. Според мене европски вредности и перспективи представуваат владењето на правото, демократијата, правната држава, демократија, владење на правото како и зелена околина. Почитување на човековите права и слободи, еднаквост, слобода. Дали мислите дека младите ќе имаат повеќе придобивки доколку би биле во Европската унија?
Дефинитивно да, мислам со самиот процес нели напред одиме и ние напред и младите и сите и мислам дека придобивките кои што ни ги нуди Европската унија се навистина одлични и мислам дека треба да ги искористиме. Да, сметам дека младите ќе имаат доста придобивки со врез во Европската унија, бидејќи врезот во Европската унија представува една голема и убава можност и што ќе ни придонесе за поголема отвореност кон светот. Би имале ние како млади огромен бенефит во однос на работа, во однос на подобро образование, и многу други фактори. Мислам дека ќе има големи бенефити во однос на образованието, можности за студирање на странство, воведување на некои од развиените начини на студирање овдека, исто така и секако повеќе инвестирање во зачувување на животната средина и подобар квалитет на живот. Дали младите кај нас ги гледате како вистински европејци? Па делумно. Некои од нив да, меѓутоа, добро, поголемиот процент можеме да кажеме дека да, меѓутоа, сепак мислам дека има доста млади што се со некое конзервативно сваќање, мислам дека треба полиберално да размислуваме во однос на тоа. Не. Не ги чувствувам нашата младината наша како вистински европејци. Кај нас во Македонија мислам дека не доволно, бидејќи имаме поунасадено ниво за разлика од европските земји. Па да, секако, бидејќи Македонија е европска држава и мислам дека младите така и се осеќаат. Можеби некои не се осеќа, ама мислам дека претежно да. Убави одговори, некои од нив поразителни. Ме интересира, веруваат ли кај нас младите во институциите, во владење на правото во Македонија? Сите. Сите сте млади, повели? Поради тоа што доаѓам од Тетово и пред 13 дена се случи пожарот во болницата. Да се одговорам на тоа дали ние младите или воопшто веруваме на кај владењето на правото во државата, не поради тоа што како и веќе сакав да го кажам, 13 дена помина од пожарот, ниту еден земе одговорност. И ова ти покаже дека и младите веруваат дека иако било што да се случи во оваа држава, ниту еднаш никој нема да превземе одговорност или не го знаеме чувството да земеш одговорност кога се направи некоја трагедија или ако се направи некој проблем и ти како да кажем како некој што одговорен за тоа да земе одговорност и да каже и да има некоја да кажеме епилог на крај зашто се случи. Така што од тоа што го зборувам многу со младите, голем број од младите во нашата држава не веруваат дека правото постои, правен систем функционира во нашата држава, за жал. Александар, дали го делиш истото мислење? Би се согласил целосно со Бленди, мислам онда да одличен пример, што е многу свеж, да кажем, затоа што е многу блиско. Но исто во мојот контакт со млади ретко кој верува во системот. И мислам дека тоа е проблем затоа што кога веќе системот не функционира и кога немаме доверба во него, тогаш секој почна за себе да игра и тогаш сите гледаат за себе и тогаш се распаѓа општеството всушност. И мислам и анкетите го кажуваат, јас сакам да гледам и од фактичка точка, не само мислење или во мојата околина, него да видам бројки. И сите анкети кога ќе спрашуваат доверба во институции, многу ниско ниво се сите институции. Значи, ретко која институција, не знам, председателот може на повисоко ниво или армијата, ама сите останати се многу ниско. Мислам и армијата на некој ниско ниво од 15-20%, ама сите останати се под тоа, значи луѓето општо, не само младите, не веруваат во системот. Кога немаш систем, кога немаш институции, кога немаш верба во правото, што останува? Останува хаос и апокалипса. Ме интересира кај студентите, кои се обично нивните најголеми проблеми, барањата кои што никако не може да ги добијат? Па, мислам, ова е прашање кое што би можела 5 дена да зборам, затоа што зависи од факултет до факултет, но ако збориме генерално, она што е најголемото барање на студентите е да финансиски да имаат доволно слобода да можат да ги поминат своите студентски денови во комоција, значи да се посветат комплетно на своето студирање и така да се вложат во своето знаење, да можат да излезат и така натака. Така што
ето, една од главните и наши заложби и затоа движиме натака е подобрување на студентскиот стандард, односно овозможување од финансиски аспект подобра ситуација за студентите, а од друга страна нормално барањето на студентите квалитетно високо образование. Јас мислев крежеш најголемото барање за виза. Но не. Да. Во истиот контекст, во истиот контекст, Лука, дали слободата на изразување кај нас е на една задоволителна ниво, пошто и тоа го прави целиот живот таков како што е? Па, јас сум голем поборник за слободата на говор. Можам да кажам дека кај нас, еве како конкретна земја, имаме неколку ограничувања на незе. Можеби првото и најсилното ограничување што постои насекаде е социјалното, односно какви ќе бидат последиците по самиот човек кој ќе направи таков говор, дали ќе биде осудуван или осудувана од својата заедница, дали ќе биде нападен од пријателите, дали ќе предизвика некаков шок. И тие фактори влијаат на личноста, меѓутоа од државен и од законодавен аспект можеме да направиме подобро. Например, интересна забелешка за македонскиот устав е дека не признава човекови права, туку права на граѓанинот. Сите такви права што ги имаме излистано во уставот припаѓаат на граѓаните на Република Северна Македонија, а не на луѓето како луѓе. Со појавувањето на Комисијата за заштита од дискриминација, мислам дека се на некој начин и повеќе се заштитува слободата на изразување, но и се внимава моментот тоа изразување да не штети на правата на другите, што е многу важен баланс. За областа ја што ја работам, тоа се средношколските права, за жал слободата на изразување кај средношколците во училницата е на многу ниско ниво, бидејќи се уште го имаме моделот професорот да биде авторитарен и да ги дисциплинира учениците, па дури најголемиот парадокс тука е кога учениците ќе треба да имаат свое место каде што ќе може да зборуваат, да кажеме ученичката заедница, односно ученичкиот совет, нели класните председатели и председателот на училиштето, и таму има присуство на наставник. Истиот тој наставник што во училница е авторитарен, доаѓа на состаноците, наводно за да им помогне на учениците во спроведување на истиот состанок, меѓутоа тој или таа, најчесто е таа бидејќи повеќе жени работат како наставнички професорки. Да, не дискриминираме. Професорот или професорката не е ни важно толку, наместо да советува или наместо да помага, врши надзор и самата го води состанокот, односно председава со него. Како такви младите, односно средношколците, кога се сами меѓу себе не може да разговараат за таквите проблеми, така што мислам дека тоа мора подитно да се реши. Ги повели Александар? Нешто кратко, исто тука треба се земат предвид и другите категории на граѓани, пример тие од руралните средини, тие се многу позапоставени од општеството колку тие што се нели од Скопје. Па не само кај нас, мислам и во регионот истата ситуација или лицата со попречености, пример, тие се на многу пониско ниво, не се слушани нивниот глас толку многу. Ретко кој е од нив застапен секаде. Така да треба да се земе во предвид сите категории да бидат застапени од помалите групи и од етнички заедници, мислам, целиот спектар на нашето општество да биде вклучен во овие процеси, но ја би одел и чекор по тоа за да се види да имаме ние слобода на изразување, но што со тоа, дали некој презема нешто, ние кога мажуваме како го сваќаат тоа властите, институциите, затоа што до сега праксата покажала дека тоа најчесто гледа негативно како критика, не гледа како совет или како нешто што е добронамерно за целото општество, не нешто што е директно насочено кон нив како напад. Така. И сега ги видовме овие условно кажано сиви зони за самиот крај на ова предпоследна епизода. Би сакал да го прашам господинот Гир една ваша порака до младите за да се надминат сите овие работи за кои што сите ние се трудиме да ги поминеме. Јас би рекол две работи. Првен што се однесува на самата иднина. Јас мислам дека веќе се кажа од страна на сите лидери на Европската унија постојане дека иднината на земјата е во Европската унија, дека вие сте иднината на самата земја и вие мора да бидете убедени дека всушност тоа е правецот на кој што оди вашата земја. Мислам дека таа поента ја направите сите вие, дека не можете само да седнете и да не направите
правите значи ништо, не само владата е тука како значи да предводи, меѓутоа и вие треба да бидете вклучени се со цел да стигнете до таму. Вие како млади луѓе, тоа што е многу важно е вие да развиете активизам, овој ангажман, ова вклучување кое што навистина може да донесе до реализација на овие реформи. Мислам дека една работа која што не ја кажаме во врска со ангажманата, затоа што ова е многу сериозно всушност, значи неверојатно фондови значи може се дадат. И затоа јас сум бил млад активист, тоа е една од возбудливите работи кои што сум ги направил. Всушност тоа предизвикува, тоа е предизвик. Ти помага да се сретнеш со други работи, со други луѓе, всушност те учи да како да едеш суши. Навистина тоа е одлично искуство, тоа што ви им кажам на младите луѓе. Да, идејата е позитивна, меѓутоа и вие треба да ја направите реалноста идеја. Исто така би сакал да ве охрабрам да бидете колку што можете повеќе активни, затоа што навистина тоа исполнува и може дури да биде и забавно. Very much. Ви благодарам на сите за денешното гостување. Ми беше задоволство што бевте тука со мене баш на оваа многу важна тема која што верувам дека е клучна за Македонија да отиде чекор напред, да ги остави назад позади руралните сваќања, руралното образование, мисловните именки кои што значат еден куп лоши, назадни значења. Мојата порака до вас е тоа дека како што каже амбасадорот, забавувајте се, значи волонтирајте, дружете се, разменувајте знаење, искуства, контактирајте со надвор. Тука ви е Erasmus Plus програмата, можете да стигнете многу далеку со многу минимален труд, да запознаете нови култури, да запознаете нови личности и луѓе. Пред да одјавам, би ве повикал на веб страната uibalkans.eu. Во моментов трае гласањето за млади европски амбасадори. Пишете Македонија, имаме таму многу луѓе, некои од нив веќе и ни беа гости тука меѓу нас. Изгласајте ги за да имаме што повеќе млади европски амбасадори кај нас. До следното издание ви посакувам да имате убава вечер. Следниот пат разговараме за целите на младите, односно Youth Goals. Тоа ќе биде една интересна емисија во која што ќе направиме пресек за тоа што младите целат. Имајте убава вечер, довидување и чувајте се.